Здраво уште еднаш. Еве да снимам уште едно видео, значи да се надврзам на претходното. Да пробам уште еднаш да објасниме малку за тоа како функционира меморијата. Во претходното, бидејќи малку се пролонгираше, многу траеше, скоро 30 минути, и гледав што побрзо да го скратам и сега решив да снимам уште еднаш каде што ќе позборуваме само за меморијата. Па, како што рековме во претходното видео, значи меморијата кога работиме со C#, значи не е поделена во два дела. Значи рековме имаме heap и имаме stack. Значи вака изгледа меморијата. Тука ни е поделено. Значи ова ни е stack. А ова ни е овдека heap. Ми се побрка другиот програм нешто и сега мора опet да го користам. Рековме stack. И ова ни рековме heap. Стелката. И ајде да одиме да видиме едно по едно како ни функционира. Ќе испишеме една мала програма, речеме int години е еднакво на 28. Да речеме char пол е еднакво на м, да речеме м за машко. Bool вогач е еднакво на true. Што друго да ставиме, не знам. Float висина еднакво на 175. Да, ајде да речеме дека тоа е тоа. Па да видиме едно по едно како ни се одвива се во позадина. Значи, рековме работиме со локални променливи. Кога работиме со локални променливи, значи се ни оди на stack. Освен кога се работи за object или за string. Затоа не ставив да имаме string, нешто име презиме, чисто за да не го комплицираме пример. Бидејќи сакав да работиме само на stack. Па велиме вака, велиме креирај integer променлива години во меморијата. Значи одиме на stackот. Ни се креира овдека една мемориска локација за таа променлива. Океј, велиме integer, че ова ни е години. Години, значи таа ни е таа променлива. Малко се лом напред, но тоа е што е. И таму ќе имаме вредност 28. Значи во принцип ни се крие, значи третото бити на меморија, значи тоа се единици и нули, тоа го зафаќа интежерот и значи тој број представен во бинарно сите тие 32 полиња ќе ни бидат попълнети со 0 единици за да представат ова бројка 28. Значи да не навлегувам многу во бинарни броеви, наверојатно треба да знаете, доколку мислите дека има потреба, нека пише некој коментар и ќе снимеме едно видео за тоа да видиме како во позадина се функционира. Океј, значи, што не напоменав, значи, стакот расте нагоре и надолу. Ќе видиме сега тоа како функционира. Потоа вели, океј, наредна променлива поставува ние за пол. Значи, океј, ни се креира уште една овдека на стакот, за пол, по неја има буквата М. Добро, наредно ни креира еден булеан. Добро, променлива за булеан, значи кошулите се оди нагоре. Океј, овдека ќе има вредност true, океј, и наредно вели, океј, имаме еден float. Таму ќе има 175.0. Добро, и значи кога кодот ќе ни испадне од
тука, значи кога ќе се заврши завршувањето на main, сето ово едно по едно ќе ни се избруши и веќе нема да ни постои. Ајде да видиме да креираме и уште една класа. Клас person. Голема класа. Добро. И внатре ќе речеме, ајде да има само int големо години до години, добро, и да речеме float тежина. Добро, и веднаш после овде после ова ќе речеме ок, ќе креираме нов person по точка 2. Значи, кога ќе го речеме ова, значи само на стакот ни се креира една променлива од тип, значи ова беше променлива од тип integer, ова не беше char, ова не беше boolean овдека, ова не беше float, и сега креирам уште една променлива од тип person, која е локална, вели таа не е променливата p, значи ова променлива p овдека. Ок, и ни се креира на стакот. Добро, моментално вредност таа има 0. Значи нема никоја вредност. Во моментот кога ќе речеме new е еднакво new person, со тоа зборче new ние велиме ок, пристапуваме на хипот. Хипот ни е, да речем, разбркана меморија, си има алгоритам, самиот систем кој што си ги алоцира променливи така да што навеќе му одговара за да не настане некој тотален хаос. И да речеме тоа алгоритм вели ок, тука ќе направиме нов person. New person. Добро. И тој ќе има некоја меморија, да речеме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Речеме таа му е меморијата на овој објект. Не му доделивме вредност, не мора да има вредност, меѓутоа тој ќе зафаќа меморија, значи може да соберете колку зафаќа еден integer, колку зафаќа еден float, и соберете двата и ќе знаете тоа објект ќе зафаќа толку и толку место. Да не навлегуваме толку во детали. Значи со ова овдека new person, значи ни се алоцирала меморија за тој објект на хипот. Со ова едначењето p е еднакво на тој new person, велиме ок, ова овде што име променлива ќе ни покажува сега на тој објект. Значи ќе покажува на таа мемориска локација. И таа променлива p ќе прими мемориската локација на тој објект, што е 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако после ова, значи имаме, да речем уште еден ред, ќе речем, не знам, нова променлива, не знам, да речеме string име е еднакво на Никола Гиев. Значи, рековме дека овие не одат на стак стрингови, туку и тие идат на хип. Значи, ни се креира овдека променлива први на стакот. Океј, овде ќе имаме име, ова ни е променливата име. И таа ќе покажува некаде, значи на хипот сега ќе ни се креира string, што има вредноста Никола Ѓоргиев. Никола Ѓоргиева. И сега ова, значи речеме, ова ќе има 2, 5, 8, 6, 4, 3. Значи таму мемориската локација на ова променлива и ова, значи променлива име и презиме ќе покажува на таа. 2, 5, 8, 6, 4, 3. Значи во принцип, што рековме, меморијата функционира така. Значи секогаш, што рековме, кога имаме користиме зборство new, пристапуваме на хипот
и таму ни се алоцира меморија за во зависност од каков тип на објект станува збор, толку меморија ни се алоцира. Сите локални променливи, значи ни одат на стакот. Кој што гледате, доколку ајде да креираме сепак уште еден конструктор за ова класа. Public person, два параметри, int години и float тежина, да речем. Години е еднакво на год, а тежина е еднакво на 10. Добро. И ајде овде да речеме да креираме person m е еднакво на new person, ќе преснем двата конструктори, речеме дека има 25 години таа личност и дека тежи, да речеме, 60 килограми. 6F. И, значи, што гледате, значи, овај тип person, значи, рековме дека има содржи две променливи, integer и float. Значи, велиме овдека први најде доден поред, person, m, овдека, значи, ќе ни се направи место на стакот за таа променлива m, значи, ова променлива ни е овдека, од таа ни е m, и велиме, окей, алоцирани меморија за таа променлива. Окей, еве, меморија, да речеме 98765 ќе не биде меморската локација за тоа. Значи, овој објект ни содржи еден интеджер, години, ајде не го пишем само г, е еднакво на, рековме, 25, и тежина ќе ја крстиме, да речеме, нека биде т, бидејќи нема место се да напишам, тежината рековме дека е 60. 60F. И, значи, кој што рековме, значи, локалните променливи што ни се во методата, во main, ни одат сите на стак, кој што гледате, еве, години, еве го 28, чар, еве го мата, еве го тука, булеанот, еве, рековме дека тие што се во рамките на класата, гледате, не се во функција, туку се во самата структура на класата, значи одат на самиот хип. И кој што гледате, овде имаме, еве, за годините G25 и 60. Што заборавивме да доцртаме, да, значи, кога го изедначивме ова m е еднакво на тој ве што креиравме, значи неговата мемориска локација ќе биде запишена 9, 8, 7, 6, 5, 3. Значи, таа променлива m ќе покажува на таа мемориска локација. Таа е, значи, ова овде. Значи, покажува на таа мемориска локација, а практично тоа значи дека таа променлива е всушност тој објект. Доколку креираме уште една променлива, да речеме person a е еднакво на m, ова во принцип ни значи, окей, еве има уште една, ова е тој person a, креираме меморија и велиме дека оваа променлива ќе покажува на истиот објект, значи на овој овде. И врнато ќе му биде 9, 8, 7, 6, 5, 3. Еве, за пример, еве, земете истите, значи, искуците го истиот овој пример, истиот овој код, имате, значи, два објекти, пробајте на m, променете му ги годините, значи, направете ги public и променете му ги годините, да речеме од 25, сменете го на 27 и потоа пробајте испечатате ги годините на овој објект и видите што ќе се случи. Така да, дечки, за ова видео мислам дека исто така е доволно, па
одиме со некое наредно, можеби во текот на денот, а можеби и утре или заутре. До тогаш, поздрав!